Во ова информативно издание на телевизија Нова, мој соговорник е Лупка Гогучевска, портпарол на Државната изборна комисија, а со нејзе ќе разговараме во врска со одзивот кој што го имаме досега, а воедно ќе се осврнеме и на сето она што се случуваше изминатиот ден. Лупка, добро утро, добре дојдовте во ова информативно издание на телевизија Нова. Денеска се гласа на 3480 избирачки места. Имаме ли некаква информација дали гласањето на овие места започнало навреме точно во 7 часот наутро? Добро утро на сите. На сите гласачки места во Република Македонија гласањето веќе е во тек. На најголем дел од гласачките места гласањето започна точно во 7 часот. На неколку избирачки места имавме доцнење од по 15 на минути, од причина што избирачкиот одбор ги отстрануваше пропагандните материјали во околината на избирачките места. Меѓутоа и таму гласањето е започнато и тече непречено, истото ќе трае до 19 часот, бидејќи имавме само кратко доцнење со отварањето на гласачките места. Во колку часот може да ги очекуваме оние првични информации за одзивот и кога може и официјалните информации да ги очекуваме? Така е, ние одзивот, првите информации ги собираме заклучен со 10 часот. Значи на првата пресконференција која ќе има Државната изборна комисија овде во пресцентарот во 11 часот ќе ги соопштиме податоците за одзивот, а и ќе дадеме и краток осврт на она што се случувало до тој момент на избирачките места во Македонија. Вие објавивте и контакти на кои што граѓаните ќе можат да ги забележат, да ги јават сите оние недоследности, нерегуларности кои што ќе ги забележат во теков на денешниот ден. Каде можат да се обратат граѓаните доколку забележат некакви нерегуларности? Активна е бесплатната телефонска линија на Државната изборна комисија 0800 555 44, на која што граѓаните во текот на целиот ден ќе можат да се јавуваат и да пријавуваат неправилности, нерегуларности или да поставуваат прашања. Друг аспект кој што Државната изборна комисија го покрива во однос на комуникацијата со граѓаните и грижата за остварување на нивното избирачко право е можноста секој граѓанин да поднесе приговор до Државната изборна комисија за заштита на личното избирачко право во рок од 24 часа. Значи секој граѓанин на кој што му е повредено избирачкото право може да поднесе приговор до ДИК, по кој приговор ДИК треба да се изјасни во рок од 4 часа. Вчера на ден пред локалните избори гласа околу 6800 лица, болните изнемоштени, внатрешно раселени лица во куќен притвор, кои што издржуваат затворска казна или се во притвор. Како помина гласањето синоќ и дали беа евидентирани некакви проблеми или инциденти? Така, бројката ја кажавте точно. 5025 лица кои гласаа во нивните домови како болни и немокни или лица во куќен притвор добија право да го остварат своето избирачко право во своите домови. Тие сите добија можност да гласаат вчера, избирачките одбори ги посетија во нивните домови. Во однос на гласањето во 13 казнено-поправни установи, излезноста според податоците кои ги добивме од општинските изборни комисии е околу 70%. Значи од 1882 лица запишани на посебните изводи од избирачкиот список за ова гласање, гласаа околу 70%. Лупка, јас ви благодарам за овие првични информации. Секако екипата на телевизија Нова останува овде во пресцентарот на Државната изборна комисија. Во текот на денот ќе се вклучуваме повеќе пати со најновите, најсвежите информации што се однесуваат на изборниот ден, а првите официјални информации, како што можевте да слушнете и од мојот соговорник, ќе ги имаме веќе во 11 часот, кога е најавена и првата пресконференција на Државната изборна комисија.